Не октомври, туку декември. Многу пати добиениот датум за почеток на преговори и сега останува само посакувана желба. Оптимистичките изјави, бројните братски прегратки и дипломатските офанзиви на македонските челници и сега пукна како надуван балон. Оти не постојат шанси да се убеди официјална Софија да ја дигне рампата за македонските интеграции по пресрет на самитот во среда. По информациите на Reuters дека европските челници не размислуваат за проширување. Премиерот Заев пак се правда. Овој самит во Словенија не бил за носење одлуки. Тоа што го очекувам од ЕУ самитот за Западен Балкан е јасна и чиста порака дека местото на Западен Балкан е во Европската Унија и дека за тоа е подготвена Европската Унија, секако согласно сите чекори кои што соодветно секоја земја треба да ги направи. На овој самит не се носат одлуки од аспект на отварање на поглавја, прави меѓувладени конференции. Декември месец, 14 или 17, не знам точно колку е General Affair Council, односно Советот за општи работи или Советот на министри на Европската Унија, каде што се носи одлуката и тука треба да се донесе одлуката, а до тогаш ќе имаме завршено избори и во Северна Македонија и во Бугарија. А само пред неколку месеци по фијаското со португалското председателство, Заев беше сигурен дека во октомври на самитот во Брдо позитивниот сигнал за Македонија е сигурен. Сега пак ќе ги чека локалните избори кај нас, сама и тие во Бугарија, па потоа најавува решение за бугарската кочница на интегративниот пат. И додека македонските власти полагаат нови надежи во изборот на новата бугарска влада, техничкиот премиер Стефан Јанев јасно му прати порака: кој да дојде на власт, ништо нема да ги промени бугарските ставови. Смятам да продолжиме курса, който до момента Ќе го продолжиме курсот кој досега го имавме да се заштитат бугарските национални интереси на најдобар можен начин. Тој национален интерес е поврзан со интересот на другите народи во Европската Унија. Не сакаме да дозволиме спорот меѓу две соседни земји да се пренесе во ЕУ. Бугарија мора да се фокусира да го правиме тоа со диалог и постојан контакт со Македонија. Европските челници во среда намаса ќе стават судбината на 6 земји од Западен Балкан, но нивната поделеност за проширување ни оддалеку не ветува дека ќе биде донесена одлука во корист на земјава. А Словенија, која е актуелен претседавач со Европската Унија, врши притисок врз Унијата за приемот на целиот Западен Балкан до 2030 година, објавува Financial Times. Во анализата на британскиот весник се наведува дека во Европската Унија постои поделеност околу потребата за проширување, како и за брзината со која треба да се примаат новите членки.